Ученици, добар ден! Добре дојдовте во Училница на часот по математика за 8 одделение. Јас сум Јасминка Михајловска. Денешната наставна содржина е подредување и споредување на дробки. Целта на истата е да подредувате и споредувате дробки со наоѓање на заеднички именител или преку претворање на дробките во децимални броеви со делење. Да го разгледаме примерот 1. Која од дробките 3/8 и 5/8 е поголема? Овие дробки да ги представиме со помош на цртеж. Имено, именителот на двете дробки е 8 и тој ни покажува на колку еднакви делови е потребно да биде поделено целото. Додека пак броителот ни покажува колку од тие делови е потребно да ги обоиме. Во случајот за дробката 3/8 потребно е да се обојат 3 дела, за дробката 5/8 треба да се обојат 5 дела. Може да се воочи дека на цртежот, каде што е представена дробката 5/8, обоен е поголем дел, па така дробката 5/8 е поголема од дробката 3/8. Всушност може да се погледне дека броителот 5 е поголем од броителот 3. Значи, кога имаме дробки кои што имаат еднакви именители, поголема е онаа дробка која што има поголем броител. Во случај кога дробките немаат исти именители, тогаш е потребно да ги запишеме дробките во дробки со еднакви именители, барајќи за именителите најмал заеднички содржател. Да го разгледаме примерот 2. Потребно е да се подредат по големина, почнувајќи од најмалата следните дробки: 1/6, 5/8, 7/12. Овие дробки немаат исти именител, затоа бараме најмал заеднички содржател за броевите 6, 8 и 12. Најнапред бараме содржатели на бројот 6. Тоа се броевите 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 и така натаму. Содржатели на бројот 8 се 8, 16, 24, 32, 40, 48 и така натаму. Содржатели на бројот 12 се 12, 24, 36, 48 и така натаму. Заеднички содржатели на броевите 6, 8 и 12 се 24, 48 и така натаму, а од нив најмалиот е бројот 24. Значи, најмал заеднички содржател за броевите 6, 8 и 12 е бројот 24. Сега ги запишуваме дадените дробки до именител 24. 1/6 потребно е да прошириме со 4, за да имаме 24, па така добиваме дека еквивалентна на 1/6 ќе биде дробката 4/24. Натаму дробката 5/8 ја прошируваме со 3, па имаме 5 по 3 15, 8 по 3 24, односно еквивалентна на 5/8 е дробката 15/24 и 7/12 потребно е да се прошири со 2, за да именителот стане 24, па имаме 7 по 2 14 врз 12 по 2 24. 14/24 е еквивалентна на дробката 7/12. Сега добиените дробки се дробки со еднакви именители, па согласно примерот 1 може да ги подредиме по големина, почнувајќи од најмалата, имено најмала ќе биде она која што има најмал броител, тоа е дробката 4/24, потоа следува дробката 14/24 и најголема е дробката 15/24. Или, ако ги запишеме почетните дробки, тогаш тие подредени по големина ќе бидат. На 4/24 одговара 1/6, 1/6 значи е помало од 7/12, односно таа е помала од 5/8. Пример 3. Во празното кругче стави еден од знаците помало или поголемо за да биде точно. 7/11 и другиот број е 0,6. За да може да го направиме споредувањето,
ќе ја претвориме дропката во децимален број. Во стапката сте ја работеле минатиот час. За да претвориме 7 единестини во децимален, броителот 7 го делиме со именителот 11. Еве, дадена е на екранот по стапката на делење, која што ви е учена претходно, добиваме дека ова дропка е всушност бесконечен периодичен децимален број, тоа е 0,63 во период. Ги споредуваме овој број со 0,6. Најнапред ги споредуваме целите и во едниот број и во другиот број имаме 0, сега споредуваме десетинки и во едниот и во другиот број имаме 6 десетинки, сега споредуваме стотинки. Во првиот број имаме 3 стотинки, во вториот број имаме 0 стотинки. Тука не е запишана, меѓутоа се подразбира и може да запишеме всушност онолку нули колку што ни е потребно. Тоа е согласно правилото дека во секој децимален број, во децималниот дел, после не нултата цифра, може да се запишат бесконечно многу нули. Па така, 3 е поголемо од 0, односно добиваме дека 0,63 во период е поголемо од 0,6 десетинки. На овој број одговараше дропката 7 единестини, па имаме дека 7 единестини е поголемо од 0,6 десетинки. Пример 4. Потребно е да најдеме дропка која што ќе биде поголема од 1/3, а помала од 1/2. За таа цел бараме најмал заеднички именител за броевите 3 и 2, односно најмал заеднички содржател за 3 и 2, тоа е бројот 6. Дропката 1/3 проширена до именител 6 ќе биде 2 шестини, дропката 1/2 проширена до именител 6 ќе биде 3 шестини, но помеѓу овие дропки 2 шестини и 3 шестини не постои дропка со именител 6, која што е поголема од 2 шестини, а помало од 3 шестини. Затоа ги запишуваме дадените дропки со следниот содржател за именителите, па добиваме за 1/3 проширена до именител 12, тоа е дропката 4 дванаестини, додека 1/2 проширена до именител 12 е дропката 6 дванаестини. Помеѓу дропките 4 дванаестини и 6 дванаестини се наоѓа дропката 5 дванаестини. И сега, ако ги запишеме соодветните почетни дропки, односно на 4 дванаестини одговараше дропката 1/3, на 6 дванаестини одговараше дропката 1/2, имаме дека помеѓу дропките 1/3 и 1/2 се наоѓа дропката 5 дванаестини. За домашна работа ги имате следните 4 задачи. Задача 1. Подреди ги поголеми на дропките 5 осмини, 7 дванаестини и 1/3, почнувајќи од најмалата. Задача 2. Од броевите 1, 2, 3 и 4 состави ги правилните дропки и подреди ги поголемина почнувајќи од најмалата. Задача 3, слична како последниот пример, најди дропка помеѓу 7 осмини и 1 цело. И задача 4, Сара изела 5 осмини од својата пица, а Давид изел 3/4 од неговата. Кому му останало поголемо парче пица, ако двајцата нарачале пица со иста големина? Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна работа.